Славко Матовски, драги гледачи, не пат тој настапува поканати во нашето студио како одговорен уредник на новото списание Физичка култура, орган на Сојузот на педагозите на Македонија, чиј прв број излезе денојве од печат. Другар Матовски, моето прво прашање гласи: што беше непосреден повод што вашиот сојуз се одлучи да издава една ваква публикација? Идејата за списание кое ќе ги третира стручните прашања од областа на физичката култура, таа е родена од поодамна. Меѓутоа, повеќе нерешени прашања и тешкоти кои што се врзани за целото подрачје на издавачката дејност во физичката култура, придонесе за вака касно излегување и третирање на овие проблеми, непосредно врзани со издавачката дејност и една стручна публицистика во оваа област. Наиме, издавачката дејност во изминатите години во оваа област, во физичката култура, беше можда незадоволителна. Имавме едно големо заостанување и нашиот сојуз, Сојузот на педагозите, сушност ова наша општествена организација која што ги застапува оваа струка, дојде на идеја да отпочне со излегување, односно со печатење на стручно списание, кој што ќе ги третира стручните прашања од повеќе подрачја во нашата област. Кому му е наменето ова ваше списание? На колкав број луѓе? Ова наше списание е наменето пред се на кадровите, на наставните кадри по физичко воспитување училишта и сите стручни кадри во оваа област, потоа наменето и на организациите за физичка култура, од причина што тоа ќе третира стручни прашања, стручни проблеми кои што се непосредно врзани со активностите и работата општо сите дејности во оваа област. Дали по ваше мислење овој прв број барем не е премногу затворен токму во една стручна проблематика? Или да бидам попрецизен, дали ова списание не треба да има и поширока општествена функција, односно да биде достапно на сите луѓе кои имаат афинитет кон физичка култура, а најпосле прашањето на физичката култура е прашање на составка на културата на секој граѓанин на нашава земја? Точно е тоа што се изнесе. Меѓутоа, ние појдовме пред се од потребите на стручните кадри. Сигурно е дека ова списание, кое што засега е единствено од ваков вид во Републиката, треба да ги отвори вратите, односно треба да ги прошири своите рубрики, односно својата содржина и да биде достапно на сите оние кои што чија дејност е врзана за областа на физичката култура. Според тоа да биде достапно и да него најдат место и спортските новинари, најдат место и спортските работници со актуелна проблематика пред се од организационно стручен карактер или проблематика од пропагандата на физичката култура и слично. Мислите ли дека издавањето на едно вакво списание, особено со ваков претензиозен наслов физичка култура, е само прашање на Сојузот на педагозите на Македонија? Не мислам дека е тоа прашање само на нашата организација. Секако дека оваа стручна публикација треба да му служи на целата наша област, да му служи на физичката култура воопшто. Не мислам на тоа кому да му служи, туку кој треба ова да го иницира, да бидам попрецизен. Може ли да се случи ние да доживееме 2-3 броја од оваа наша неопходна стручна публикација и после тоа да ја снема, како што тоа обично кај нас се случува? Не мислам оти тоа таква перспектива треба да има нашето списание. Меѓутоа, тоа списание треба да офати такви теми, такви пресео стручен аспект, кој што во нашата досега литература стручна на македонски јазик недостасува. Секако дека нешто пошироко е потребно на нашата република, меѓутоа издавачката дејност, значи тоа сето подрачје кај нас е запоставен. Јас кажав во почетокот дека е тоа можете со скромни постигнења во овој период. Ви благодарам на одговорите и да се надевам дека ова иницијатива на Сојузот на педагозите нема да остане усамена што се однесува до издавачката дејност во областа на физичката култура кај нас. Во светот е своевиден бум, кај нас помалку страмежливо, да се рекреира во природа. Да ви поставиме едно прашање.
колку можете да пропешачите дневно за себе, за своето здравие. Хорације, римскиот поет, рекол: ако не трчаш кога си здрав, ке трчаш кога ќе се разболиш. Не се бар атлетски надпревар, но сепак многу е значајно и сократовото. Срамота е да остариш пред време од мрзеливост и невнимателност. Поверете на тримпатеката во Швајцарија, Сојузна република Германија, Норвешка. Дали ја имаме кај нас? Што е тоа тримпатека? Што е тоа излегување во природа? Во Сојузна република Германија, непосредно пред Олимписките игри во Минхен, 88% од анкетираните знаеле за тримакцијата, за нејзината содржина и цел, а 1% помалку за тоа дека престои 20-та Олимпијада. И премногу го преседуваме денот. Во човечкото тело за време на движење согоруваат 20 пати повеќе калории отколку кога се седи покрај телевизорот. А замислете си кога редовно би се нашле на релаксација во природа. Тоа од луѓето го бара и тримакцијата започната 1967 година во Норвешка, прифатена од многу, но не и од сите нас. А не би требало така да биде. Имаме и места, и можности, но можеби помалку волја и смисла за рекреирање. Инаку, како би објасниле дека првата, да ја наречеме тримпатека кај нас, е поставена уште 1885 година. Тогаш во Блед, а денес ја има и во Кикинда, Вуковар, Врњачка бања, Штип, а Скопје ја нема. А во Скопје илјадници граѓани излегуваат во природа преку викендот. Секој од нив се релаксира на свој начин. Колку малку би требало тоа да биде и покорисна, организирана форма. Не верувате? Погледнете ги овие терени на Водно и Сарај. Сите овие патеки веќе представуваат прекрасни калорични шеталишта. Воопшто не треба да се сомневаме во мислењето на група скопски апсолвенти на Факултетот за физичко воспитување во Белград дека со мали измени, со неколку кубика трупци и стебла, Скопје преку ноќ може да добие еден вид тримпатека. Еве и една природна станица. Ја нема во шемите, но никому нема да му пречи ако на оваа табла пишува: сврти во осмица 2 пати. Вакви места во Скопје има многу. Само тој го користи на свој начин невообичаениот мир во рекреациониот центар Сарај. Често велиме требаат средства за рекреација, како да го покриваме недостигот на волјата и на навиката, и желбата за рекреација како да ја потиснуваме ако немаме спектакуларни услови, а колку малку треба за да се најдеме во природа во интерес на своето здравје. Утре ќе ни биде тоа уште попотребно човеку. Повод за нашата посета на предпријатието за изработка на автокаросерии 11 октомври во Скопје беше првото место во фудбал на работничките спортски игри за Македонија, што го освои екипата од работниците на ова предпријатие. На рекреацијата во овој работен колектив и се обрнува прилично внимание. Фактот дека со систематизацијата на работните места е предвиден и референт за спорт и рекреација, говори дека во предпријатието се свесни за значењето на рекреацијата и дека во иднина ќе обрнат уште повеќе внимание. Фудбалската екипа на 11 октомври минатата година беше член на Македонската фудбалска лига. Годинава е убедливо најдобра во вартарскиот регион и најверојатно до година пак ќе се врати во Републичката лига. А сите фудбалери освен еден се работници на предпријатието. Но и оние нерегистрираните нивни колеги фудбалери не сакаат да заостанат. Во работничките спортски игри за Македонија ги минаа сите пречки. Во финалето ја совлада екипата на работниците од Раде Кончар од Битола и го освоија првото место и пехарот. На снимката ги гледате на еден заеднички тренинг фудбалерите и оние регистрираните и рекреативците. Не се сите собрани бидејќи во фабриката се работи на смени, па мнозина се на своите работни места. Во купот на вечер во мал фудбал екипата на 11 октомври го освои првото место и награди за најдобар играч и стрелец. Но фудбалот не е единствена форма на рекреацијата. Во ракомет на работничките спортски игри, работниците на 11 октомври дојдоа до полуфиналето. Се надпреварува и во стрелаштво, а и пинг-понгот има своји приврзаници. Шаховската игра бара бујна фантазија и партијата тука меѓу халите во дворот или во салата е одмор од едноличноста на производниот процес. Шахистите од 11 октомври се прваци на работничките спортски игри за Скопје. Најмасовни форми на рекреација се колективните излети, кои често ги организираат. Одејќи заедно во природа се одмараат од прилично напорната работа,
Поутредента полесно ја поднесуваат големата бучава од машините. Во фабриката има и голем број љубители на риболовот и честопати со фабричкиот автобус одат колективно крај некоја река, каде трската го заменува апаратот за заварување или командите на машините. Голем дел од 2000 работници на овој колектив се опфатени со разни форми на рекреација, а целта е тој круг се повеќе да се проширува. И додека кошарката добива се повеќе приврзаници меѓу љубителите на спортот, Прилеп повеќе од 5 години немаше свој кошаркарски клуб, каде ќе се собират сите кошаркарски таленти од овај град. Чести беа сликите во Прилеп, која на собрани деца играа кошарка на импровизираните игралишта во некој куќен двор или во паркот пред зградата. Електричните столбови служеа како место каде се поставуваше кошот, а дечињата ја фрлаа топката. Оваа слика ја има и денеска во Прилеп, но Прилеп, сега благодарејќи на неколку ентузијасти од градот, доби свој кошаркарски клуб. Април секако ќе стане месец која ќе се слави како месец на кошарката во градот под Марковите кули, зашто во овај месец годинава се собраа 20 голобради момчиња на старото кошаркарско игралиште и под раководство на тренерите Борче Тодоровски и Никола Боцевски го започнаа првиот тренинг. Ние со нашата камера присуствувавме на еден тренинг. Присуствувавме на едно настојување на желбата да се претвори во стварност. Голобрадите момчиња настојуваа да ги совладаат основните тајни на овај спорт, работеа упорно и со желба да се постигне поголем успех. Практично, тие се спремаат за првите официјални надпревари во рамките на втората Македонска кошаркарска лига. Првенството започнува идната година, во месец април, но сепак не е рано за интензивни подготовки. Треба доста да се работи, ни рекоа тренерите. Има доста талентирани момчиња,
кои сега се уште учат, а за наредните години можат да постанат познати кошаркарски имиња во нашата република. Тренинзите се одвиваат нормално и по план на старото кошаркарско игралиште, а во исто време се очекува да биде изградена халата на спортовите, каде условите за работа ќе бидат далеку подобри. Напуштајќи ги го тренингот на кошаркарите на клубот Гоце Делчев од Прилеп, во нас, како импресија, ни остана упорноста на момчињата за успешно враќање на овај спорт во градот под Марковите кули. Во Скопје, град со повеќе од 400.000 жители, екзистираат повеќе од 40 машки и женски ракометни екипи кои се надпреваруваат во градската лига, источната и западната зона, во републичката лига и во второлигашката конкуренција. Навистина една импресивна бројка која недвосмислено зборува за масовната застапеност на овој се популарен спорт во нашава земја. По иницијатива од Младинското спортско друштво Пролет, во есента 1960 година е формиран ракометен клуб при ова друштво, кој веднаш се вклучи во надпреварите на градската лига. Во населбата Пролет на улицата Мирча Ацев, број 173, меѓу третата и четвртата зграда, беше направено ракометно игралиште, каде што овој скромен спортски колектив уште во почетокот почна да бележи вредни успеси. Се работеше скоро секојдневно. Играчите се здобиваа со потребната рутина и ги осладуваа првите елементи од ракометот. Како резултат на тоа, веќе во идната година, ракометниот клуб Пролет, како првак во градската лига, па се до 1971 година, оваа екипа беше член на најелитното ракометно друштво во нашава република. Никого не респектираше, играше солидно и на свој и на туѓ терен, собираше бодови и скоро секогаш на крајот на првенството беше при врвот на табелата. Неголемиот успех во оваа конкуренција го постигна во надпреварувачката 1970-71 година, кога како третопласирана екипа стана член на ново формираната втора сојузна ракометна лига Источна група. И тука, во оваа силна конкуренција, иако овој ракометен клуб веќе во првата година сите го отпиша од второлигашкото друштво, ракометарите на Пролет, предводени од капитенот Трпчевски, мощно сигурниот голман Чаволи, младинскиот репрезентативец Темелковски, потоа Печеновиќ, Ангеловски, Петровски, Никодиновски, Анастасовски, заедно со тренерот на клубот Душко Филиповски, како да не знаеа за неуспех. Се повтори она иста слика кога клубот беше формиран. И еве, веќе 3 години оваа ракометна екипа од Скопје е најдобро пласирана од македонските второлигаши. Меѓутоа, иако клубот наидува на повеќе тешкоти пред се материјалните, годинава редовите се консолидирани со млади играчи, од кои во иднина се очекува многу повеќе. Затоа нема да биде никакво изненадување ако во оваа или пак во идната надпреварувачка сезона овој скромен скопски ракометен колектив се вброи и меѓу најдобрите во Југославија да стане член на најелитното ракометно друштво во нашава земја. Роден сум во 1925 година, потекнувам од сиромашка фамилија. Уште кога младо детенце сум почнал да сум имал желба да играм фудбал. И уште во 7-8 година сум бил забележен од страна на малците наши во времето, кога сме играле малски фудбал, кварталот на Монопол и Тризла. Во токот на тоа време, во 1941 година сум имал желба да дојдам да се учленам во една од тие напредните друштва кои постоја во градот. Тоа беше тимот на Гоце Делчев, еден од најнапредните клубови кои Прилеп го и имал. Во тоа време јас морав да одам по стапките на оние по старата генерација кои беа во фудбало. Нарочито кога сум имал желба да бидам еден од голман, сум одел по еден од најдобрите голмани кои градот ги дал од таа генерација, Борка Бечарот.
кој тој ги бранеше боите на градот Прилеп, тоест на тимот на Хајдук. Во времето на окупацијата постоја два клуба во градот Прилеп, тоа беше Гоце Делчев и Македонија. Во Македонија беа зачленети извесен дел на оние чорбаџиски деца и управа, а додека во Гоце Делчев тие беа сите младинци и напредни другари. Во Гоце Делчев јас бев во помладакот на тој тим, али за кратко време. Бидејќи во 41 година на оне надпреварот кој се одвиваше во Битола, кога беа нашите, мислам, напредната младина од Прилеп, и мораше на некој начин тие за да ги уништат, за да не постои тоа друштво. Играчите кои беа, мислам, на Гоце Делчев, тие се приклучија сите во тимот на Прилеп. Ги имаше тука истакнати доста другари и денешни руководители, пример Атанас Ламески, Алексовски Кирил Киц, Рашајковски Орде, Тарата и X други. Додека останалите кои го формира тоа друштво, денешен руководител и генерал подполковник Пепелуговски Петар, Орде Шемковски и останалите, тие се приклучија, али за кратко време, додека мораа да се повучат на овај или на онај начин, мислам, према онај задатак кој порано му и поставуваат другарите. Јас имам одиграно доста надпревари за време окупацијата, али после по причини на разни, ние мораме да одиме кој во партизани, кој во армијата и после ослободување. После ослободувањето јас како таков настапив во она истото друштво Прилеп, а додека останалите другари го формира, мислам, она напредната младина, го формира друштвото Гоце Делчев и тога стана две друштва. Тоа беше Прилеп и друштвото Гоце Делчев. Од 45-та до негде 48-та година, бидејќи постоја такви две друштва напредни, мораше на ова или на онај на некој начин да се зајакне, да се направи фузија меѓу двете друштва и да стане едно појако друштво кој може да се справи со сите оние тимови во републиката. После на направената фузија, тоа е прибирање на неколку истакнати играчи од друштвото Прилеп за Гоце Делчев, прв надпревар ние одиграле со Команово тука во Прилеп. И првиот надпревар го изгубиле од 1-0, баш на овај гол беше онај гол кој мене ми го направија, на таа десната страна. Потоа ние се надпреверуваме во таа Републичка лига, али ето, за несреќа